Проблемот со партискиот плурален систем во Македонија е што партиите се практично тие што одлучуваат за нашите животи и на локално и на централно ниво. Партиите се големи организации, имаат многу членови, во голема мека се клиентелистички, непотизмот владее таму и така натаму и така натаму. И дури во одредена смисла тоа го покажува периодот на плурализмот на 90-ти години навака, као да имаат премолчен договор помеѓу нив. Што е тука проблемот? Проблемот е што кога имате рече 4 или 5 големи партии, многу тешко е да влезат други партии или други условно независни или неопределени граѓани кои сакаат да направат некоја организација која што би се нарекла партија. Тука е прво да се разбие тој на некој начин монопол што имаат партиите во општествениот простор, да се појавуваат на избори и се разбира одредени законски измени кои што ќе им овозможат на помалите партии, на групи на граѓани, независни граѓани кои што имаат некаква тема важна кои што сакаат да го решат во општественото или на локално ниво, да се организираат и да можат на ефикасен начин да добијат пари од државата за тоа и да се пријават за кандидати за избори. На локално ниво ова е уште поважно. Зошто е поважно? Бидејќи и во интерес на граѓаните, особено оние што не се врзани експлицитно партиски, во интерес на граѓаните да има повеќе диверзивитет на политичката сцена, во интерес на граѓаните на локално ниво е да има повеќе гласови кои ќе го критикуваат раководството на општината, градоначалникот и така, но се со поголема отчетност, со цел поголема отчетност. Тука и медиумите имаат клучна улога, се разбира, но медиумската сцена е прилично сиромашена, на локално ниво малку медиуми има, колку да се гласни, тоа е некојаш глас во пустина, така што таа една коалиција на граѓани, независни кандидати, медиуми, невладини организации би требало да биде, да кажеме, најмоќното оружје против доминацијата на политичките партии, особено против корупцијата која што се случува во политичките партии, тоа е јавна тајна. Ви благодарам.